Она на кое што сакам најмногу да реагирам, а и да го појаснам, без исклучок на сите дискутанти од мнозинството, како главен аргумент за се она кое што се случуваше изминатиот период или како главен аргумент на одбраната на министеров кој што денеска има постапка со интерпелација е членството во НАТО. Прво мора да расчистиме. Членството на НАТО не е заслуга на ниту еден поединец. Тоа е заслуга која што на Република Македонија е доделена од 2008 година. Сите тука ние знаевме кој беше условот. Сите до еден. Ние можевме и тогаш да станеме членка на НАТО, а можевме и од 2008 година навака да станеме членка на НАТО. Сите знаеме кој беше условот и сите знаеме зошто не се постигна договор. А и сите тука знаеме и оние кои што не следат, зошто и како се постигна овој договор и уште е поважно прашањето дали некој во историјата не можеше да постигне ваков договор. Не, секој можеше. Имало многу премиери и од едната и од другата страна, ама никој не се осмелил така да го реши овој проблем. Зборувате за последниве 3 години. Господине Адеми, еве нема да го земам периодот од 2002 навака, од 2008 навака ќе го земам. Без малку 13 години сте на власт. Немојте да ги заборавате тие 8 години кога бевте во коалиција со друга политичка номенклатура. Велите сега се работело интензивно на ЕУ интеграциите. Вие бевте едно време, чинам во претходната влада, со претходниот премиер, заедно со ВМРО ДПМН, на местото на кое што е сега Никола Димитров. Не грешам. Ако велите дека таа влада не работело интензивно на ЕУ интеграциите, тогаш ете против вас. Еве ве замолувам да одговорите до оваа говорница. Дали приметувате разлика во работата и во евроинтеграциите? Тоест, дали вие како тогашен вице-премиер сте давале максимум и дали вие можете да приметите која влада работи повеќе за евроинтеграциите и дали таа влада работела помалку од ова? Еве, вие сте биле вице-премиер, одговорете му на народот. Цело време зборувате за европски вредности. Европски вредности не се 111 место на Transparency International. Европски вредности не се хибриден режим на економист. Европски вредности не се злоупотребата на европските знаменца, ниту па недостатокот на набавка на вакцини. Европски вредности, почитувам господине Адеми, се прифаќање на различностите, правење модел на едно општество за сите, во кое што сите ќе бидат еднакви и така ќе се развиваат напред. Ама европски вредности не се прифаќање на капитулација, каде што одреден народ од друга држава угнетува друг народ на друга држава, при тоа одземувајќи му ги сите оние белези што го прават засебен народ и засебна држава, и тоа да го ставате под превозот на европските вредности. Тоа, почитувам господине Адеми, не се европски вредности, а вие тоа треба најдобро да го знаете. Ви благодарам.